И здраво баци, како сте и добро дојавте во ново видео. Денеска ќе збориме за 5 факти за мене. Пред да започнам со овој видео, сакам најпрво да ви се заблагодарам за поддршката на претходното видео, односно Форио Десвото 4, кој што премногу го баравте. Фала ви на сите коментари кои што ги напишавте, има премногу коментари. Како што кажав, извоив еден најкреативен според мене коментар, но тоа не значи дека е најкреативен по сите стандарди тој коментар, има и други креативни коментари и стварно ми беше тешко да одлучам кој да го пинувам и ете го пинував баш тој. Но сепак немојте да се разочарувате, коментирате и во ова видео, и во ова видео ќе биде истото, и во секој наредно видео ќе биде истото, така да ако не во ова, ако не во претходното, во следното, секако ако сте креативни, вашиот коментар барем еднашка ќе биде пинуван. И исто така, ако сте еднашка пинувани, тоа не значи дека више никогаш нема да бидете пинувани. Така да може да бидете и поише пати пинувани, само бидете креативни. Пинуваниот коментар од минатото видео, како што кажав, ќе го прочитам и ќе го поздравам. Поздрав до Филип Стојановски и неговиот коментар кој што беше избран како најкреативен за минатото видео е: мама ми рече, ако гласно се смеам ќе ми ја удри главата тастатура. Ама јас Значи, како што кажав, во ова видео збориме за 5 факти за мене. Има доста работи кои што сум ги кажал, кои што ме нервираат, кои што не ги сакам, кои што ги сакам, но тие нема да ги кажам денеска затоа што сметам дека ги знаете. Денеска одбрав 5 нови работи, односно нови факти за мене кои што ги немам кажано претходно и што го тупам уствари, да ја почнеме со видео. Прв факт за мене е тоа што станувам рано. Апсолутно никогаш, дури памтам и како мал, не сум можел да спиам до касно. Добро, сега како мал не сум имал некои други обврски попаметни како сега например што имам, ама не сум можел да спиам. И тогаш памтам дека не сум можел физички да спиам, туку мозокот едноставно ми кажува дека јас ако лежам и спиам и го потрошам пола ден успиење, стварно ми е потрошен пола ден. Затоа што не сум направил ништо паметно, ништо корисно, не сум научил ништо ново. Со спиење само ќе направите нови соништа. Но кога сте будни, ќе можете да ги реализирате. Зашто само да спиете, а да не се трудите вашите соништа да ги остварите? Не сакам да наметнувам мислење, но според мене спиењето до касно е губење време и едноставно, јас што би рекол, го земаш денот од твојот живот што не знаеш колку ти остануваат и го продаваш без пари. Јас не можам да го завршам денот, односно да си легнам вечерта у кревет и да не си речам денеска научив тоа и тоа. Ако не го речам тоа во себе си, тоа значи дека тој ден исто така сум го поминал безкорисно. Втор факт за мене е тоа што премногу размислувам. Значи, еве и ова беше прво во нешто околу размислувањето. Јас стварно премногу размислувам и тоа у глобала размислувам стварно непотребни работи, некои работи како ова ако направам што ќе се деси, ова ако направам што ќе се деси, ако кажам вака што ќе ми кажат на мене, па чекај после тоа што ќе вратам, значи стварно одам 30 чекори понапред у било што сакам да направам и поминува време и јас нема тоа да го направам. Пред да го направам ова видео, многу размислував дали да го направам ова видео, затоа што како ќе искочам на камера, што ќе кажам, што ќе си помислат луѓето, па што ќе ми коментираат, па дали ќе прифатат видеото, па дали ова, па дали она. И апсолутно си губам време во размислување за нешто што стварно нема потреба да размислувам. Јас знам дека не треба тоа да го правам, ама ете, премногу размислувам. И трети факт за мене е тоа што премногу сакам екстремни работи. Не екстремни спортови, туку екстремни работи, како на пример банџи џампинг. Добро, банџи џампинг може за некого е спорт, но за мене и баш не е спорт само да скокнеш со јаже од висина. Тоа е работа само. Исто така да се качувам на високи места, чисто онака да видам како е екстремни работи, како брзо возење, но не и бесно возење, само брзо возење кога имаш можност да возиш. Исто така параглайдерство, кога би имал пари и време, сето тоа би го пробал и сакам да го пробам во животот затоа што тоа е нешто, не знам, најубаво според мене. И сега ќе видиш, не се сложи ова со претходното, дека премногу размислувам, затоа што ако премногу размислувам, ќе нема да сакам екстремни работи, затоа што тие се ствари многу опасни. Но како да размислуваш кога нешто те премногу добро, човече? И четврт факт за мене е тоа што премногу мразам да чекам и премногу мразам да каснам ако се договорам за нешто. Под чекање не подразбирам да чекам некој за кој што сум се договорил, туку под чекање подразбирам и да чекам ред у банка, да чекам ред у пошта, да чекам ред на доктор и такви работи. Тоа од никогаш не сум го сакал и нема шанса некако да го засекам тоа. Мислам, нема причина да го засекам, кој сака да чека ред, али јас апсолутно мразам да чекам ред. Има луѓе кои што можат да чекаат со сати ред, да завршат работа си и отидат дома. Ја ако видам гужва, можам да чекам до 5 минути и си одам дома. Кога морам да чекам, чекам, али углавном не сакам воопшто да чекам. Ако треба ќе му давам пари на некој да чека наместо мене, отколку ја да седам у тоа едно место вака и да се помргнувам по едно метро на 20 минути.
Ја не можам да го сватам тоа нешто. Не можам да седам во едно место толку време. Исто така како што кажав, мразам и да каснам. Ако се договорам да отидам со некого, значи давам се од себе да не откажам прво нешто и второ е да не закаснам. Никогаш, ама баш никогаш не сум се осмелил да си речам абе ќе каснам 5 минути. Секогаш идам дури пола сат порано таму само за да не ме чекаат. Ама имам другар кој што стално касни и секад ради него ја каснам и секад ради него се нервирам. Мислам дека ќе се пронете. Пети факт за мене е малце може чуден и најчуден од сите овие факти е тоа што јас воопшто не сакам да бидам центар на внимание. Сега ова е малце нелогично кога се слушне од страна затоа што повеќето би рекле како да не? Ти снимаш на YouTube, ти ставаш мимс, ти се трудиш за шо? За да не бидеш од центар на внимание? Не лажи бе ста, не лажи. Не, јас стварно не сакам дури и мразам да бидам у центар на вниманието. Јас ова што го правам не почнам да го правам затоа што сакам да бидам познат, затоа што сакам сите да ме знаат кога искочам на улица, за да имам, не знам, 100.000 сабскрајбери, не знам колку фоловерс на Инстаграм, ја ова го правам затоа што ми е убаво. Затоа што се пронаоѓам во тоа и како што сум кажал многу пати сакам да правам видеа воопшто и сакам да научам како се прават видеа све подобро и подобро. Како што можете да видите од првото видео до ова видео има огромна разлика. Мислам не дека јас се фалам, него само гледам што сум работел и си викам гледа колку било лошо ова. И сега не е кузне колку добро, но се надевам и се трудам да биде подобро во иднина. Така да ја ова го гледам како школа за правење видеа поише. Исто така YouTube го гледам како платформа со која што можам да го дам тоа што ми е внатре, да му го предадам на цела земја, на цел свет и сите да гледаат и да учат и да се смеат и да научат да пцујат за жал, затоа што многу пцујам. Па да моја мајката не е битно, него стварно мразам да бидам центар на внимание и сите погледи да бидат насочени кон мене, дури некад искрено затоа што премногу мислам, нели? Си викам, може некој да ме урочи. Ќе се разболам. У пичку матер. Не стварно си го мислам, стварно толку глупости мислам. И тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборајте да стиснете лайк, шер и субскрайб. Исто така не заборајте да фоловнете на Инстаграм @Стојан. Ставам мим, ставам работи, мислам се трудам, фоловнете ме, не бидете педери. Тоа беше тоа за ова видео, се гледаме во наредно видео. Чао.